Здраво на сите, тука е Данел и добре дојдовте во петото видео од овие серија на Devotionals од Евангелијата според апостол Јован. И на едно од претходните видеа спомнав дека сакам до 26 јануари да ги завршиме, но еве го петиот Devotional, трета глава од 21 глава, а веќе е 29 февруари, мислам дека. И не е толку брзо колку што очекував, преамбициозно почнав, но дојдовме до третата глава, крај на втората, почетокот на третата глава, каде што ќе збориме за можеби најклучното прашање кое што може да си го поставиме јас и ти. И останете до крај на ова видео и споделете го ова видео, бидејќи оваа порака можеби ќе допре до срцето на некој од вашите пријатели и ќе го промени за секогаш. И јас се молам да тој биде исходот од оваа видео. И пред да продолжам, пред да се фрлиме на стиховите, сакам да се помолам за вас. Господи Исусе Христе, ти благодарам за секој еден кој што се вклучува на ова видео, те молам, чувај ги до крајот, нека прима длабоко таа порака на Твоето спасение, Господи, на Твојата љубов, и те молам ти биди со нив, ти чувај ги, Господи, ти охрабри ги да чекорат по Твојот пат, и Господи, ти пресретни ги насред на нивните предизвици, Господи, и те молам ти пренеси ги од другата страна на таа борба која што ја водат секој еден од нив. И те молам ти благослови ги нив и нивните фамилии и чувај ги, Господи, до крајот на оваа недела и понатаму. Во името на Исус Христос го молам ова. Амин. Како што кажав, ќе одиме крајот на втората глава од 23 до 25 стих и ќе одиме во третата глава од 1 до 7 стих. Вели вака: И кога беше во Ерусалим на празникот Пасха, многумина, гледајќи ги чудесните знаци негови што ги правеше, поверуваа во неговото име. Но самиот Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите. И немаше потреба никој да му сведочи за човекот, бидејќи самиот знаеше што има во човекот. Меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, началник јудејски. Тој дојде кај Исуса ноќе и му рече: Рави, знаеме дека си учител, знаеме дека си дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Никодим му рече: Како може човек да се роди кога е стар? Зар може по втор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? А Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и од дух, не може да влезе во Царството Божјо, зашто роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. Затоа не чуди се што те реков, вие треба да се родите од озгора. Ова е можеби едно од најважните стихови кои што може на човек да ги прочита и да размислува длабоко на нив. И на овие може да се надоврзат многу стихови од Новиот Завет, од другите послања каде што апостолите понатаму преку кои што апостолите понатаму говорат, но јас сакам да се задржам на еден стих, односно на една порака од овие стихови, а тоа е што значи да се биде наново роден, како може да се стане наново роден, бидејќи во третиот стих на кој што сакам да се задржиме вели: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Доколку јас и ти кажуваме дека веруваме, како што пишува и од 23 до 25 стих, затоа сега и тие да ги прочитаме, вика дека луѓето веруваа во Исус, но Исус не веруваше во нив. Тоа понатаму Никодим е бил еден од тие луѓе кој што верувал во Исус и на кој што Исус не верувал во нив. Он еден од тие луѓе го прашува Исус: што треба да направам за да влезам во Царството Небесно? И Исус му одговара: треба да се родиш од озгора. Треба да бидеш наново роден. Понатаму во Римјаните 10 глава 9 и 10 стих пишува дека спасението доаѓа по вера. Дека секој што ќе искаже со својата уста, ќе поверува со своето срце дека Исус Христос воскресна од мртвите и ја победи смртта за исчистување на гревовите, тој ќе биде спасен. Но тука не завршува се. Со верата почнува се. Но верата мора да продолжи во нешто повеќе. Наново раѓање значи да бидеш нов карактер да се уреди во тебе. Да не бидеш истиот кој што си продолжил, кој што си бил пред тоа. Да не продолжи со истиот карактер и понатаму. Наново раѓањето не значи само верата во Исус Христос, бидејќи во Библијата пишува дека и демоните веруваат. Но доколку ти веруваш и со своите постапки и со своите дела си истиот човек од пред тоа не значи дека ти си, тоа значи дека ти не си наново роден се уште. Наново раѓањето се разликува од верата со тоа што наново раѓањето се резултира во дела понатаму.
во дела кои што се разликуваат од тие кои што до сега ти си ги правил. Животот кој што моментално го имаш ќе се разликува од тој кој што си го имал пред тоа. Наново раѓањето е пресвртна точка во животот напред и потоа. Со наново раѓањето доаѓа и покајанието на гревовите кои што ние сме ги правеле пред тоа, на постапките кои што ние сме ги имале, се грешни во Божјите очи. Тоа значи дека ние треба да се покаеме. Покајанието не значи само кајање и да не биде жал. Одам малку подлабоко во овие стихови. Не значи да не биде само жал за тоа што сме го направиле, туку покајанието значи отсвртување од работите кои што сме ги правеле. Кога досега сме правеле едно нешто и не е добро, и знаеме дека го крши Божјото срце. Покајанието, да, точно значи дека ние треба да жалиме за тоа, но во коренот на зборот покајанието значи дека ние треба да се отсвртиме од тоа и повеќе да не го правиме. И од таму тоа е резултатот на наново раѓањето. Наново раѓањето почнува со вера и продолжува со покаяние и со отсвртување на работите кои што сме ги правили, што резултира во нов карактер. И тоа е таа порака која што сакам денеска да ви ја дадам, и верувам дека една од најважните работи и како доаѓа верата, како доаѓа тоа наново раѓање, доаѓа со повикување кон Исусовото име. Дека нема друго име преку кое што ние можеме да се спасиме. Пишува дури во дела апостолски, апостол Павле, тоест апостол Петар го говори тоа. Дека нема друго име преку кое што може да се спасиме ако повикаш на името на Исус и се покаеш пред Него за гревовите кои што ги имаш направено и се свртиш од нив. Тоа што значи дека си наново роден, и тоа е единствениот начин кај што ние ќе го видиме Царството Божјо. Пишува: вистина ти велам, ако некој не се роди одозгора, односно ако некој не биде наново роден, не може да го види Царството Божјо. Овие се тешки зборови, овие се длабоки зборови кои што ме погодуваат и мене, кои што ги погодуваат, верувам, многу и од свештените лица низ црквите. Каде што сите треба да сме свесни за тоа дека ние треба да бидеме наново родени, дека нашиот живот треба да го покаже тоа. И нека овој девошено, нека оваа порака оди со вас малку и повеќе од оваа, не да вас споделете со вашите пријатели, споделете со што повеќе луѓе да го слушнат ова, бидејќи од овоа зависи вечноста на душата. Јас сум за тоа заинтересиран, немам агенда позади овие видеа. Единствената агенда да ја пренесам вистината на Евангелието на Исус Христос до вас, до вашите срца и до вашите најблиски. Со тоа што ќе ги споделите ова видео, споделете оваа порака и размислете подлабоко и повикајте, затворете се во вашата соба, повикајте на Исусовото име и размислете на тоа што значи да се биде наново роден малку подлабоко. Поздрав, се гледаме.